Најпрвен јас дадов неколку изјави во однос на тој пристап. Сметам дека тоа е апсолутно погрешен пристап во време на вакви кризни услови во Европа. Вие ги гледате изјавите на сите лидери во Европа, меѓутоа и сите лидери во соседството, дека се работи за исклучително кризен период. Не очекува исклучително тешка зима и владата работи на обезбедување на се што е потребно да ценовите шокови бидат што помали за граѓаните и да се обезбедат енергенци кои што ќе обезбедат прво непречено снабдување на домаќинствата, меѓутоа исто така и непречено снабдување на индустријата. Исто така ние сме во подготовка на ребалансот, кој што се прави исклучително одговорно, од причина што Министерството за финансии работи на намалување на сите трошоци кои што не мора да бидат направени, се со цел да има средства за најранливите категории на граѓани и за поддршка на компаниите кои што веќе мерки почнаа да се реализираат преку Банката за развој. Пристапот на ВМРО до сега веле во опозицијата, меѓутоа очигледно е дека не е опозицијата, туку дека се работи само за ВМРО, бидејќи ги гледаме другите политички партии кои што имаат поодговорен пристап од опозицијата, дека ова го прават чисто од политички, лични причини, се со цел заради обезбедување на некаква си натрепартиски позиции во самата партија. Јас уште еднаш повикувам сите претеници во собранието да бидат на ниво на одговорноста која што имаат не пред партија, туку пред граѓаните, со оглед на тоа дека собранието треба да работи за да се носат закони кои што значат унапредување и на стандардот и задржување на стандардот на граѓаните, меѓутоа и овозможување на подобри услови за компаниите во ова кризно време. Собранието е место каде што сите политички партии имаат застапеност. Собранието е место каде што постојат комисии за сите области во општествениот и економскиот живот, каде што на најдемократски начин можат да се разговараат сите законски решенија, можат да се унапредуваат сите законски решенија и исто така собранието е место каде што треба да се негува демократијата, каде што треба да се разговара токму за тоа што кажав, а не да се користи за блокирање и за бойкотирање, бидејќи тоа не носи никому ништо добро. Дали како влада размислувате за формирање на институција која ќе работи за правата на бугарите, како што воено побари премиерот Петков? Први, ние сме држава која што го има поставено прашањето на правата на помалите етнички заедници на исклучително високо ниво и ние сме единствената држава во Европа практично која што има Министерство за помалите етнички заедници. Ние имаме единствени во Европа законски решенија со кои што се унапредуваат правата на помалите заедници во секој смисол, значи од користење на јазици, преку еднаков пристап до вработување во јавниот сектор, преку најразличните програми кои што владата ги има во рамки на буџетот и преку други институции кои што се формирани. Ние исто така имаме канцеларија на омбудсманот, која што се грижи за правата на сите граѓани, вклучително и на бугарското малцинство, односно граѓаните кои што се само определуваат како граѓани во државата, така да нормално дека доколку некој е загрозен, дека може низ тие институции тоа да го направи, а секако дека капацитетот на институциите може во секое време да биде зголемен и добро е да се зголемува капацитетот на институциите, бидејќи сите граѓани во оваа држава, ние и во владината програма сме ставиле и нашиот устав тоа го предвидува дека за сите граѓани оваа држава е место каде што сите имаат еднакви шанси како за личниот така и за професионалниот развој. Благодарам, колеги.